Почитувани гледачи, уште еднаш добар ден од студиото на К3 телевизија. Како што знаете, продолжуваме со серијалот наречен Куманово низ годините. Денес имаме еден многу интересен соговорник, би рекол универзална личност, познат пејач од нашиот град, потоа боксерски работник, со еден збор Симеон Бојаджиевски, навистина знае многу интересни работи од богатото историско минато на Куманово. Еве пред мене овде ќе имаме еден лист, каде што господинот Симеон Бојаджиевски прецизно ни напиша дека знае да пее над 40 песми. Па господине Бојаджиевски, редно е да ја започнеме оваа емисија со една убава музичка нумера наречена Среќна љубов имавме. Среќна љубов имавме, живот песна сакавме, но за наша несреќа останав јас без неја. Живот е мој, живот е ти, зошто мене разбуди. Живот е мој, живот е ти, зошто мене напушти. Мојот живот без љубов, како славе без песна, мојот живот без неја, тажна врба без корен. Живот е мој, живот е ти, зошто мене запусти. Браво! Живот е мој, живот е ти, зошто мене напушти. Еве аплауз од мене, браво господине Бојаджиевски. Еве, да ни кажете, пред да почнеме да ги овие фотографии чештаме, од каде токава љубов имате према музиката? Имате огромна пасија од кон оваа гранка од раното детство. И да ви кажам, со мене природа се поиграла со музиката, за музиката. Јас сум надарен човек, иначе пеам уште од раните мали години. Уште на утроба, докога сум бил кај мајка ми. Кога ме породила, многу сум бил живахен, темпераментен. А тамо после 4-5 години живеевме тука кај Палас Кафана, во дворот имавме една црница дрво со огромна крошња. И јас се качував, па и трептеше срцето на мајка ми да не паднам горе од горе долу, да не се утепам. Така. Тамо пеев и комшиите, кога ќе проминуват, ја по цел ден пеам. Мислам ја енглиски. 5, 5, 4, кли, као дете, знаеш, 5-6 години ке дете. И вика на мајка ми, Златомари, што работи цел ден поее твое дете? Па што да прави? Мене ми се тесе душа кад га виду горе, вика. А јас сам на работа 8 сата. Док дојду сат и пол, натам наам, он све на црницу, јас све на црницу поеја. Така. Тако и да, првите песме, ја пошла да ги учу преко звучник, кој е 4 бандера. Ја го чуј, 2 до 3 пута го чуј песме, знам го музику и речи ги знам. Ето е. Добро, сега да ни кажете како семејство потекнувате, што работеа вашите татко и мајка? Мојот татко, мајка ми имаше завршено 11 година грчка школа, пошто е гркиња, и 11 година бугарско. Јас потекнувам од Драма, Егејска Македонија и Јужна Македонија. Или па Северна Грција. А татко ми, тука кога дојдоме, не знам колку школа имал, важно спремаше по математика студенти. Не работеше друго ништо, само спремаше. Пошто беше
сиромашно тој време, после борбата, како и ден денеска сега, што е. Се беше запуштено. Добро. Сега да почнеме по некој си редослед, хронолошки. Ова си убави фотографии што вие со драги спомени ги раскажувате еве и на нас и на сите, кога Симеон Бојаджиевски зачекори во училишните клупи. Еве ова фотографија. Може да ни кажете дел од оваа ваша генерација, кои луѓе паметите? Прво да не ми беше учителка Благојка на Трипка Берберина жена, на Војко Судико мајка. У трето деление ме пребација кај Фетка, сега што ја гледате сликата. Тука сум трето деление, тука заврши трето и четврто. Па тогаш имаше немаше пето, него прва година, друга, трета, четврта, пета и шеста и седма и осма. Гимназија беше, така се викаше, со осми клас гимназија. Какви педагози беа вашите учители? Нашите педагози беа како родители. Многу не воспитува. Дома мајка ми што како ќе ми воспиташе, што ми зборуваше, исто така и учителката, професорката, без разлика дали е по српски, дали е по француски, дали е по македонски, она не сакаше, професорите не сакаат како своји родени деца. Така. И за пример да кажем, кога е сетна прв пат после 30 година учителка Благојка, сега она не е меѓу нас, меѓу живите, кога се представи, почна да плаче и она и ја плаче како мајка. Таа ме водеше мене и сен денеска сум узруен. Водеше ме на Великден кај неја за торта да ми даде, колаче ми даде и црвено јајце. Сега да вратиме повторно фотографија, да ни кажете на овој фотозапис, кои луѓе познавате вие, кои се овие? Еве да ви кажу, овдека е Верица, тоа е девојченце што ја знала све у клас, у оделение. Така. Некој што ќе затаи, одма ја пита учителката, таа стане, одма одговори. Дали е математика? Пошто учители предаваа си математика, македонски, историја, се и географија и така. После до неја Виолета на точкара Керка. Може да ни покажете со прсти. Еве тука Виолета. Добро, понатаму. После Борјанка, татко и беше тишлер. Борјанка, до неја на Бората Банаса Нада Шипе. А подоста беше одличен кошаркар. Да. Така. Тука е и Ѓурѓа. Таа кај позамоно поседеше. Не помнам ово девојченце тука ше. Добро, понатаму. Ове Верица, сега во Австралија. Виолета, не знам дали ми живите, ова е Шкуртевска, горе седи кај колонија, овие згради, офицерски згради. Така. До неја е Драгица, таа имаше економски факултет завршено и беше комуницијален директор у фабрика за амбалажа. Во горниот ред, дали некој паметите? Тука сум јас, па тука е Кире, овдека е Добро. Колку ги знаете толку. Добро, фала. Одиме понатаму. Следна фотографија од вашите училишни денови. Тој е мојот класен раководител, Петковски Благоја, иначе татко му беше кожушар. Тој не беше како родител. Добар педагог. Одличен педагог. Од 5 до 8 деление. Иначе тога беше пола матура. Тука е Благој овој, Захари Андоновски. Штета што загинал 63 година, татко му беше началник на суд овдека и мајка му и братче му у Скопје. Тој е Славковски Славе, па Круме професор по физкултура, па Цветковска Сонја Цветковска, Кошаркарка подоста. Кошаркарка. Така. Иначе жена на Кирета Саревски. Саревски. До неја е Мирјана
Лазаревска сега на шулјата жена беше, тој е поминат, у Кратов живи, а Перковска Сонја, таа е у тамо негде у Австралија, Нови Зеланд. Ова е исто во Австралија Васко, ова е поминат тука Васил, тој е. Коле, татко беше опанчар, седеше кај више корпус, ова е и натаму си ги здравил и мине. Значи, со еден збор не заборав на ваша генерација. Не. Со некој од овие денеска комуницирате ли, се видувате ли? Па со Славета, Славско си Славе се гледаме, иначе повеќе ги нема више меѓу нас живите, што 43 година сме родени. Така. Ова е интересна фотографија. Во тоа време препознат ли велосипед? Тогаш требаше да возиш велосипед, ти си нешто више, поготово тие години. Тука играме соди, се вика, тој цупала, како се вика. На која место е ова? Тоа е испод Стара црква, Мите професор кај седи од лева страна. Мите професор по цртање. Така. Доле, испод Стара црква, тука е снимено, тука е Чеде, Медар, Пижо, Драган Бабалит, Мулјок у црну мајцу лево, у црну кошулју, Борис Станковски, тој е секретар на комитет што беше. Да. Ова е Гањо, тој е комшија, другари, пријатели и тоа. Ево, во тоа време и денеска зборува стари Кумановци, многу се играло џамли. Да, па тоа е соде џамли. Да. Играме, па ја има по два джепа, а добро ги гаѓаме, па еден ми у парк. Често играв со Мацелора. Не знам дали го знаете, тој е прв плаччар у Куманово. Така. Тој ми купеше цел джак, цел джеп, Џамли. џамли, и ја му ги ќарев. И ми каже, деца доста тие да се за денеска тие доста. Добро, вие се сеќавате ли некој во Куманово во тоа време да е бил навистина голем мајстор на џамли? Што знаел да игра добро? Па Мацелора е бил. Меѓу И најдобрите. ги гаѓаше окој. Имаше едно и на вака Кумановски се играше. Кумановски вака, па Скопски вака се Така, играше. да. Имало многу мајстори на џамли во тоа време. Па една забава беше тоа, па тоа е и коцка било. Така. Доле кога керме се коцка сме у парк. Имаше, од кога се игра џамли, имаше една игра и на дупче, така ги вика. Има на дупче, Така. а има и на овој. Џамли ставиш и кој паја се викаше, на паја. На паја, така. И кој ги себере, кој ги извади од пајата си, тој добива по една сода, по една џамлија. Така. Одиме понатаму. Тој е мој другар во еден двор, близу се, пред малку што се сликаме. Иначе на Арсена Кацијус брат. Добар другар. Секи он е добар другар, одличен другар, добар татко, добар родител, добар домаќин. Иначе сега не е меѓу нас живите, штета што тој е помал од мене. Починате. Ова е многу убава фотографија Куманово, како што рековте, во 60-тите години со зеленило, убав, чисто. Па немаше почист град тогаш од Куманово. Да, вистина. Немаше возила, немаше загадување. Тога не ни смета и зимно време печките што се гореа, што се затоплува со јаглен. Дали е дрвен, дали камен јагнен, дали со дрва. Немаше загадување. Еве гледаме на фотографија, интересно, има многу зеленило имало во центарот на градот. Се е било зеленило. Тоа е нов плоштад, иначе беше тука тумба, се викаше по турски е узвишница. Така. Иначе беше овој калдрма, камена искоцкана. Горе узебани овој клесаса и редеса ги по улици. Добро. Ова е Симеон Бојаджиевски. Ова убава фотографија каде што демонстрирате Тука сам... скокови во вода. Да. Тука баш се демонстрираме со една женска тука. Она беше прва у Југославија на тие убави скокови, модерни скокови. И ми вика, ако рипнеш овој, ја правев ласта, па правев салто. Така. Тоа е на дива плажа, Данче плажа. Се вика у Дубровник.
Еден прекрасен град. Многу убав град. Град кој е како Венеција за мене. Така. Јас сеќавам сум бил многу одамна пред 30 години во Купари, исто така убаво место. Воено одморалиште, мислам дека беше Купари. Војно одморалиште беше. Така. Иначе од комитет мене ме водива у Омиш. У Омиш со Лесковчани има сме летовалиште, Куманово. Рогац се викаше тај летовалиште. Тоа е измеѓу Сплит и Омиш. Летовалиште. Покрај самата рива, покрај самото море. Само патот го пројдеш, одма се бањаш, одма се капиш. Тука пеев едно 5-6 дена, после на Кумановци ги беше да односат певачи, а тоа време беше само што појде кој музичар беше? Заборавив. Корнелије Ковач. Прочениот музичар. Композитор. Композитор Корнелије Ковач. И ми бев на аудиција кај него, кога стигнавме. Му испеав неколку песми народни, забавни. Тога се пееше повеќе твист, рок-н-рол се играше така брзи. И многу убаво си поминаме. Одиме понатаму. Ова е фотографија, исто така една голема спортска личност, господинот Чедо Трајановиќ. За жал тој е починат. Тој е починат, тој ми е другар мој. Иначе кошарко играше и рукомет. Да. Супер другар, да ти кажу. Штета што отиде, млад се отиде. Имал богата кариера. Много богата кариера има. Кај е ова сликано? Ово е на спомен сликано, горе пред... Во зелени тука погоре. Горе. Во зелени на споменикот. На споменикот, пред Костурница, пред споменикот. Одиме понатаму. Овдека е една мала работна акција. Ово е треќа македонска од школото Метален центар. На Драгита Драпачко брат, тој се вика Борис, Бацанка го викав, надимак. Иначе, насека Данџија каде имаше куќу. Покаснije зема го Ваце Колјар, пред нивно куќу, тој правимо патот го правиме. И сме сликани тука. Ова е на булеварот сега, Трета Македонска. На Трета Македонска сега. Нагоре, овај куќа што се гледа, нагоре е патот за Соколана. Така. Одиме понатаму. Ова е доста интересна фотографија. Да ни кажете каде е ова? Ово е, ми е дадоа за спомен, сите тие другари ми беа на мене, пријатели, со Мишо Тодоровиќ, овој тука, овој што пие пиво, бевме колеги у пеење. Бевме членови у културно-уметничко друштво Градска музика. Тој е до njega Војче, па Дуле, тој су два браќа. Тој су сви другари, па Нине овдека, па на Дулета овој жена и на Нинита овој девојка. Еве, од овие, како што рековте, само Нини е жив. Само Нини е жив. Да. Се видувате ли со Лалевски? Па секој трети, четврти ден на площад се видуваме. И си ги обицираме спомените. Сега доаѓаме до она прочуена Врањска бања. Тоа е Карафил девојче, тој се мои другари. Прв сам ја тука каде стои рука на бок. После татко беше стаклорезец, па Драга Костика, па Благојче од тетков брат, тој се два браќа, братучеди, па Ваце. Ваце, тој е сега не е ми живите, другите сите се живи. Еве. Врањска бања било препознатливо место. Се оделе таму стално. Стално. Тука одеме и на игранки и одевме. Беше живо место, другари беа. Така. Тука сме во Куманово, два братучеда, од два брата деца. Сега тој живее во Шведска, во Малме. Иначе име му е Ѓорги, јас сум Симеон. Потекнуваме од Егејска Македонија, односно Јужна Македонија. Каде е сликано? Се сликано на площад. Добро. На площад. И ова е интересна фотографија. Добро. Ово е Дуле, лево од мене,
лево, со кошулата преку раме. Тој е војни инвалид, а доле клечи Зоран Буце. Тука замолим еден на, бидејќи беше пазарен ден, па донаса робото на площад беше овој пазар. И док рестовара робата ми зедом едно мало ждребе, конче да се сликаме. Така. И така се сликаме, јас сам тука во мајица, со кратки рукави. Ова доле господин Зоран Маневски. Зоран Маневски, се сеќаме, беше комшија горе. Горе кај Во Чик, да, тие згради живееш. Да. Мислам дека тој работи во Чик, Не, у Шамнице и а во работеше. Шамнице. Добро. Ова се вашите слики од детство. Ова е интересна фотографија. Ово е с другари од школу, сви сме колеги и другари, кога крстим и Сирков, сега кога има чешма, малку понамо извлечена овој пумпа беше, сега у Г, чешмата внатре малце меѓу зидот. Така, ова на ќошето. На ќошето тука. Каже сега фонтаната. Да, кај фонтаната. Иначе тие куќи тамо стари си уште стојат. Тука тие куќи се тамо на Радка Чорбу. На негови татковци, чичовци, Ова е неговата фамилија. интересно е кога не постојува чешма. Одамна. Па има едно од 70 година наамо не постои. Имаше така исто чешма кој девој кој джамију. На ќош надзад. Така. Према музичка школа одма кога се заврти. Ова е Љубе, иначе Мико. Другари смо, со Сточко и заедно снимање на площад. Тука од Кумановата. Од Кумановец е. Веш, коцка се познава се каква е бил площад кој е било. Добро. Ова е 58 годину, ова е фотографија, на автопат, у Мирна печ, тоа е до овој, до ново место, На работна акција. на работна акција, с работна бригада бемо. Ѓоко Станковски ти беше овој командант, сега не е меѓу нас, живите, не знам, ова е жив тука, Стевко Карадак, а ресто не знам дали се живи. Еве го Ѓоко Станковски тука, тој ли беше командант. Во тоа време се ишло многу на работни акции. Бил сам 5 пати. Ентузијазам бил голем кај луѓето. Како не, големо другарство. 5 пат сам бил на овој, на работна акција. Па тамо, 15 дена ме земава доктори, пошто беше заљубило девојченце Нино, керка и Нина у мене, у стационар, на боловање, само да им пејам. Уште на толку рана возраст. Им пеев, и кога имаше логорска ватра, само јас бев Така. за песма. Ова е кај сега популарното дзче кај Исто кај школа, изгорена школа. овдека многу сте весели, некој повод Да. имало. Па другари се зафркава сме се. Кои Тоа се е. велуѓе? Тука е Јане, ова е више не е меѓу нас живите, па Спирко инженер, Јан инженер, Томе Латин и па само јас сам тука и Моме Велјковиќ. Така. Може да го знаете Момете Велјковиќ, до гимназија седи. На Кој е гиту- сега жив од овие? Па само овој Томе Латин и Симо, и тој сум ја. Добро. Ова е кај спомен Костурница. Таа е кај на спомен Костурница сликано. Еве, убава фотографија во зимски период. Сега, Овде тука се два другара кои почнеме од четврто време да пееме и да свириме. Тогаш му даде Сречко Поповски, учителот, тој е малку помал што е по висина, хармоника и бидејќи свира сите негови браќа, 3 браќа, и му кажа вика, и ти ќе свириш пошто од браќите твои свирив, и хармоника му донесе и почна да го учи со 2 прста свиреше, после на музичар. така, Завршиш вишу музичку школу. Ово е на спомен Костурницу, другари, Трипе, Борис, Петко, Борис и Петковски Борис и Симеон Бојаджиевски наоче, тоа е ја. Така.
сте практикувале да носите наочили, тоа било Тоа мода. е било мода у наше време. Ова е во Кладово во Србија. Ова е во Кладово, По преко кој повод? амбалажа отидовме како добри работници, ни забраа и не одведоа во Кладово, од Кладово во Романија, преко ги гледаме, бевме на разгледување на овој агрегатите за струја што произведуваат кај мостот и преко мост беме у Тун Северин град. Знаете да кажете некој од овој новостика, памете ли некој? Па видите. Ова е Живка на Ќупа, жена. Ова е човек жив још 97-8 години. Ова е Ваце, знам ga, и он е жив. Ова не е више меѓу нас. Еве ја тука сум јас. Ова е Симе Дашто. Тој ни беше воѓа пута. Ова е еден од албанец, многу добар човек, другар, колега. Ова е исто Джеват се вика албанец од Слупчане, многу добар човек. Ако ме гледа, нека би да знаеш, поздравljam те. А ово е Трајче Благајник, иначе на Зинга братанац. Зинго. Љубиша Иванов. Љубиша Иванов. Добро. Ова е фотографија илустрира дека во минатото се одило многу на туристичките околни места во Куманово. Немало во тоа време ни автобуси, ни градски превоз, пешки. Тоа е одено во Перо Менково колиба. Во Менково колиба. Иначе иде смо и на кисела вода, на студена вода, организирано со школото с класен раководител. Ова е средња школа, метална центар. Кои се овие луѓе, знаете ли некој одека? Ова е денеска е жив, Тане Стојан се вика Тане. Иначе Борче е жив, Рак е жив. Ова е не е меѓу нас. Трајче Евега Борис на Драпачков брат. Ова е на Рацо фудбалера брат Борис, до njega, измеѓу Танета и овој. Ова е Трајче Винас, иначе меѓу еден од најдобри инженери, електроинженери за ниску струју у шавни цеви. А овој сам ја и овој се колеги мои. Така. Да ги подсетиме еве овие генерации. И во минато исто така имало многу, не многу, ретко луѓе кои возеле мотори, препознатливо ЧЗ-ка, а многу ретко БМВ. Која е моторна слика? Ово е на Спиру Точкара син. Трајче, иначе другари сме биле. Овдек сам ја на мотор и позади он. Исто имамо још една слика таква. Која е овој мотор, да знаете? Тоа е БМВ. БМВ-те. А ретко било во тоа време? Па да ви кажу само, Малински има Харлей с приколку, мотор. Он, тројца имали у Куманово овој. Така. Еве уште една нова фотографија убава. Исто кај Трајче вози, тука со сите, ово е Пере, ово е тука Мишо, на Ѓоцета син, Ѓоце у лични карте правеше. Добро. Ово е Джепо туј, ово е Благое. И другите не ги. Каде е ово сликано? Ово е сликано сигурно негде тамо 62-63 година. Во кој дел на градот е ова? Карши, 50 сликарница, овдек имаше 50 сликар. Ово е Карши, овој Мик. А Миксите Николе, значи на Народна револуција сега. На револуција дое Карши школата. Така. Сега кај се продава леп, тука има барака. Ово е весела дружина. Ова ме викна за Нова година пеев у Кристал и ме викна да се сликаме, сите. Тука е Наковски Мирко, иначе тренер на БК Куманово, меѓу првите тренери. Тој не е више меѓу нас. Тој е известен боксер, највише што остави за бокс, он е од почетокот основање за бокс. Многу малку се збори за njega, а многу преди неа за град Куманово. После овој дечко е Францеви. Он е умрен, не е више меѓу нас. Ова е Шипе.
Ова е Јанко Скопје, не знам дали е жив, иначе беше голман на БК Металац. Ова е Мирко, сега не е, за жал не е више меѓу нас. Мирко Кација, иначе мој другар. Овие се сви мои верни другари. Добро. Тука сум јас, горе. Па до мене е Араб, Ďoko Cvetkovski Arab. Ďoko Cvetkovski Arab, па Мане, директор на Агросервис, иначе у Шарнице и работеше као Па подошна во Агрокуманово, мислам. Да, по Агрокуманово. Ова е Селимир. Ова е викува, на презник ги вика Гио, на Кико Панчара, син. Па ова е Пере, па Марковиќ, на Наде, муж Наде, на Бубу. Фудбалер познат. Да, фудбалер за град Куманово играше, за Куманово, за КСК, уствари Куманово. Така. Е. И ово е? Ова е исто, кај апотека се еше му забрави име. Сега додека ја држам ова фотографија, да ве прашам за две работи. Мане, за жал сега мислам дека е покоен. Он свиреше кларинет. И беше подоцна судија боксерски, така ли? Не. Тој е друг Мане, тој е на Јовица доктора. А тој е другиот Мане. Другиот Мане, кој седеше тука Радко Чорба кај седи, тој со кача доле. До Потинци. А за Марковиќ, овој доле што е на фотографија, господин велел дека бил најталентиран фудбалер во Куманово. Немаше по-талентиран фудбалер од него. Иначе, она живи со Кнаде, ја беше с Бубо, с Балдазуму, беме утива заедно на летување, па она ме замоли да го возу коде Надицу, бемо коде njega дома, он за жал у Каменари. Там имаше куќа, вила ли му беше, не знам, иначе ја мислам дека потекне од Краговец. Како фудбалер беше Марковиќ? Техничар? Па да не ви кажу, како овој Рисич што е бие у бокс, он е бие за фудбал. Велемајстор? Велемајстор. Секој чест. Ово е, ми сме два клубски колега, у средња категорија боксираше, а ова е у лесна категорија, од него, тој сам ја, Бојаджиев Симо. Так. Иначе републички првак у лесна категорија. Имам преку 50 меча. Ова лево кој е, господи? Пионики га викав, али не му знам има, од Матејче беше. Боксираше за Металца. Сега одиме понатаму, доаѓаме до она клучна работа со која би сакал малку да поразговараме за боксот. Меѓутоа, господине Бојаджиевски, ајде да направиме еден пресек со уште една песма. Дали може да ни ја испееш песмата Благуно девојче? Благуно дејче, мори пожаранче, благуно дејче, мори пожаранче, отвори ми шалам порта, сакам да те видам јас. Отвори ми шалај порта, сакам да те видам јас. Браво. Рековме, боксот е една од клучните работи во вашиот живот, додека сте работеле, отвореле. Не може да не се подсетиме на оние незаборавни моменти кога Куманово во боксот жареше и пареше на просторите на поранешна Југославија. Ова фотографија доволно зборува колку кумановци го сакаат боксот. Куманово, како што беше еден пат изјавил, дека е расник на бокс, расадник. Куманово бемо ми најболи у Македонија. Од 5-6 клуба македонски бемо први у Македонија, па се квалификуваме у другу лигу, Српска лига, група Југ. Так. И боксиравме со сите што ќе спадне се од прва лига, боксиравме, ние боксираме. Тоа е Приштина, Раднички Приштина, Раднички Белград, Краљево, Зајчар, Бор. Ево, што може да ни кажете за овие фотографии од некогашната Бавчана киноохожија, кога преполна маса на народ доаѓаше имаше, односно беа присутни на овие мечеви?
Сликарот Живко Мокра ми ја даде за поклон и за спомен ова фотографија и ми рече јас кога боксувам, се касни ќе видите тука Така. кај боксувам. Еден сам од тие талентирани боксери јас, скромен да бидам. И ми ја подарил ова фотографија, тука е во првиот ред Драги Црногорец, Така. после до него е Божо, на Илију Фрнаџију син. Овој Шани се работеше, ова е војно лице одека со жена му. Ова е Доце Дурак со сина му. Тој е прочуен касапин, заедно прави со кобасица, а ова е продавач на суџуци кобасици. Тој до площад работи се кодеја се Палма. Имаше Може да напише атмосферата каква беше на овој меч? Атмосферата тај беше кршење столице, урлање, викање, подивљување. Незапамтиво. Поготово прва рунда, друга рунда кад беме на одмор. Рипав до ринг. Ер одман пред нима е ринг, на 2 метра е ринг. Бината и рипат. Па Кумано може да се пофали со пледа на врни боксери, рекоте вие сте биле добар боксер, па потоа Газепо, па подосна Русевски. Русевски, Качо ја купи. Газепов, Раджепи. Абе имаше, не може да се Сами Лимановски, добар боксер. Како не, одличен. Да. Одличен боксер. Па Мирко Гиевски, Бузне. Па Гиевски немаше непрекосновено на ринг. Па има сме туи за наше време Бане Кузмановски. Добар боксер. Добар боксер. Сличен тип на Гиевскога. Он ги тепаше класичен нокаут. Па ga накажам од тој време Листон. Листон беше бокс првак света у бокс у тешка категорија, американец. Така. Овдека боксирам исто овој у Бачу. Таа е фотографија што е сликана, што се Кој е противник одека? Овде ми е противник од Раднички од Раднички Ниш. Добро. Тука боксираме. Тука е баџанак ми е Гуте Желјка и ред истите тие други боксери по njega су. И управата. Ова е кога Леов судија, кога ме прогласува за победник. Мислам Панче Леов. Панче Леов. Така да познат судија од Скопје. Тој се 3 браќа, мислим ја. 3 или 4 браќа со сите боксери, сите беа судии по бокс. Еве што може да кажеме господине Бојаджиевски за боксот генерално? Ние сме редов град кој имаме 2 олимписки освојувачи на трофеи. Тоа не е мала работа. Тоа значи дека во боксот се работило со децени квалитетно. Од почеток, од основање, јоште професор Ангел, кад го снива, кад боксира со Шебек, Далип, Митровиќ и тај плејада на стари Војко, стари боксери, тој се работале со пун ентузијазам, пуна волја, пун мерак. И никакви примања нема смо, нити сокче, нити чајче, нити реквизити. Реквизити беа само кружка, джак, рукавица од 18 сунца и од 15-16 сунца, тамо 14 за тепање. За уринг. Друго ништо, само волја, тогаш немаше, не се знаеше да уцениш толку пари ќе ме дадеш, па ќе боксирам. Како сега. Тоа е само љубов. Еве ние боксираме цела наша мала. Мирко, Наковски Мирко, Пекинац Илиевски Слободан, јас, Маневски исто. Те све другари. Цвета Маневски. Сега да ја прашам. Тие постари боксери, Цвета Маневски, оден одличен боксер. Што може да ни кажете за него? Тој е добар другар, добар домаќин, добар родител. Добар занатлија, почнан занатлија, кој многу даде за фамилијата и самиот за целиот град. Тој ќе се остане запаметен у историја на кумановски бокс. Како и Јаце Русевски, како и Мирко Наковски, како и Јакупи Кадри. И Реджеп Реджеповски. Реджеп Реджеповски, да не ги набројам, пошто више сам угоден, не па ги забравljam, иначе знаеш ги сви. Пошто сам и мои ученици су биле те истите. Така. Меѓутоа да ги споменеме сите председатели, еве Светозар Максимовски,
беше Драган Манич. Жена му беше немица. Седеше кога школу, председател на боксски клуб БК Металац. Така. После беше Светозар Максимовски, Дзоле, правник, судија, началник на суд, директор на Стопанско банко, кое жена му ми е била као комшика, као сестра ми е била. И ме вика, смо се брат и сестра, иде смо заедно одмор. Он никад не е мисле, не е сака да иде без мене на пошто ја ги забавляше да му поеше. Така. А што може да Иначе многу добар човек е, сваќаше што е сиромаш, што е богат. И помагаше на бокс. Помагаше на сви. Да, тоа е многу важно. Ето така. А какви се вашите видувања после толку години за боксот во Куманово, генерална твоја оценка? Што боксот му даде награда од Куманово? Награда од Куманово тоа што му даде, тој и остана више. Сега слушам дека е основано некој боксерски клуб, али треба паре, треба работа, паре. Паре е свего питање сега. Без паре нигде не можеш да отидеш. За реквизити паре, за сала да има. Реквизити спада патике, мајце, гакице, боксерски справе, ринг, ринг да има джак, да има крушка, да има пинчебал, да има конопци за комплет све. Може, овде, пошто овде кажамо дека овде е раседник, има таленти у Куманово. Може да го живи в спорт. Ја како слушам, овие наши се дечки со сребрено медалју светска класа, се тренирајќи Реджеповски, да. Па пред тоа имаше и Ергин, основање тој еден клуб, само Фајтер. Само не може без пари не би ништо. Меѓутоа на спортско поле ние бојаджиевски може да се гордееме бидејќи сме редократно имаме 3 олимпица покрај Реджеповски, Русевски и Бранимир Јовановски, параолимпиец. Тоа е голема работа за градот. Како не бе, тоа е ретко да има у Македонија, нема Македонија. Не. Па и пошироко. Па и пошироко нема. У горе да кажеме за Србија, тамо само има, а Хрватска нема такви личности како ми што ги имамо. Словенија па ич, Словенија не е боксерска нација. Да, Црна Гора со Перуновиќ нешто. Перуновиќ само. Така. А може да ни кажете, според тебе, најдобра генерација на боксери од бившите ју простори? Вие ми рековте пред да влеземе во студиото, јас сум го многу сакал како боксер лутиот ривал на Аци Русевски Братислав Ристич. Зошто? Па зошто? Затоа што не можеш да ме победиш. А сакам да те победу. Тоест, јас сум Аци Русевски. Како боксер беше Ристич? Ристич беше техничар, измислен, пратен од Господа за бокс. Аци исто има добру технику, има јак ударас, али е разорач, кој ове не можеше да погоди njega. Аци ги тепаше и Миленковиќ беше кај тепае, имаше да меч изгубен од Миленковиќ у Ниш, у Чаир, сала Чаир. После да му се ремаршира, наприга Мајмуна. После Бугаевци ги губеше од njega од Раднички Приштину. Еден супер боксер Бугаевци. Па имаше некој меч и со Лабудовиќ. Па Лабудовиќ го... Така, па со Мирко Пузовиќ, тоа бе... Тој се биле мечеви. Тешки борби. Многу тешки борби, кои ги Баце добиваше, решаваше. Да. Аце е европски шампион и олимписки освојуваш медал. Па прв бронзена медалја за Македонија, Аце не е до неја. Да. И европско злато. И европско злато. Така. После ни донесе сребрено медалју Реджеп Реджеповски. Тоа е богатство за Македонија. Меѓутоа од бившите ју простор имал многу бозе, боксери, Мате Парлов, Тадија Качар, Перуновиќ, плејада на асови во боксот. Предводени од Бруно Храстински. Бруно Храстински овдек доваѓаше, само да се подсетиме дека и овде доваѓаше Душан Богдановиќ на репрезентацију тренер. Он е тренер бил на Јагодиќ. Така. На мојega тренера, па ме лично тренирае он. Викаше, пулен мој, да си ти код мене у Белграду. Па сакаш да си у Партизана да ме повикав. Накоско... Ова фотографија? Ете, тоа е на Душка Богдановиќ, репрезентативец, боксер, ученик, пулен. Драган Јагодиќ. Тој е мој тренер.
Па имаше еден извореден боксер, се сеќавам, ми имаат кажувано Јаковлевич некој. Јаковлевич од Раднички Краговец у средни полутешка боксираше. Он боксираше нерешено, највише нерешено с Попеченка. Тој е доктор, професор за спорт и е бил првак на Саветски савез. Прочуениот Попеченко. Иначе, овој работеше у Краговец, за фабрика за автомобили, у Застава. Наш Јаковлевич. Добро. Го заклучуваме овој дел од разговорот со бокс. Дали ви е жал што не сте биле мака поуспешен боксер? Што ве спречило да успеете? Па вие да ви кажам, ја спречиме само фамилија. Не можеш потену Мишко да носи две лубеници. Мене дојде Зоран судија, не знам дали го знаете. Он беше у основање со Золета на БК Куманово, со покојниот Золета, и дојде да ме врбуе, нудеше ми да биду тренер на мене у БК Куманово. Ја одби, пошто работа и овдека треба да даеш многу залагање, многу време да изгубиш за бокс. Тој нема фиксно време у бокс. Има 10 и 12 сата и 15 сата. Многу работа. Ако сакаш да има успех, многу работа има. Ја не мога да одговорам на тие нини захтеви и се повлече. Иначе Светана ga однесемо и ги предложи ја, лично, Маневскога, да биде технички, он ги беше технички на БК Куманово. Боксер клуб Куманово. Со еден збор, човекот дал многу за боксот. Многу. Му даваме признание на Цвета Маневски. Сега се враќаме, господине Бојаджиевски, во забавниот дел. Ова е прочуениот хотел Кристал. Многу убави настани имате поминато таму и вие и многу генерации. Какво место беше хотелот Кристал? Хотел Кристал беше културна установа. Тука доваѓа жени со деца, со мали, брачни парови, беќари, девојке. Еве овдека сам ја, овдека с Лидију играм. Овдека. Кои се овие други луѓе? Ова е Шипе, па Миле Чуле што вежбаше, ова е Тутанка. Миле Чуле гимнастичар. Гимнастичар. Така. Ова е Рацо фудбалер со жена му, Јоне и други. Одеме понатамо. Овде добивам награду за прво место с моја партнерка на рулет плес. Играше се фалцер, румба, самба, јужноамерички ритнови, рок н рол, твист. Вие сте биле голем мајстори на танго и на фалцер. И на танго. Така. Тука добивам едно признание. 4 пати сам бил прв у Куманово на рулет плес. Така го викаме тоа време рулет плес. На разни игри. Еве, тоа е, тие со мои супарници, тука сум јас со мојата партнерка, после Старковски професор со Светанка, жена му, Славчо доктор с Лидију, он е трето место, второ и прво. Вие сте победувале често. Често. Така. Тука концерт имам дадено, дори ми е овој диригент. Тодор Мучовски. Тука е Мане на саксофон, така. Па Ѓоко Гуцо, па Коле на Борчета Христовско Коле, он е не е меѓу нас живи, па е Коки на хармонику, Младен на цук тромбон, Гуцо на трубу и Кире, позади не се гледа Кире, Нелила професорка по руски у гимназија предаваше, брат. Он бубни и чукаше. Пред неколку емисии еден стар кумановец ни донесе фотографии во хотелот Кристал, кога за жал неодамна почина, пеел Ѓоко Димитриевски и Ѓоко Гока. Да. Добар пејач. Ѓоко е на добар пејач и Јове брат, Нојот е брат. Така. Да знам го, кога гимназија седи со они. Он е жив. Да. Ѓоко, супер певаче. Само не знам од кои причини се он повлече се. Бемо заедно у културни... Не, Ѓоко Димитриевски почина. Почина ли? Пред 2-3 месеци, да. Бог да го прости. Не се знаел, иначе бемо у градска музика у Илнинден членови. Да. Јас сам појавил на отварање на овој у Црну Траву југословенска бугарска граница.
Да. Ја и една бугарка само. Тука сме у друштво с другари Ова е исто прекрасна фотографија. во Кристал. Иначе, ова е, јас сам тој с пиво на чашу, после Наковски Мирко, па Мице, ова е еден Скопјанец, па Диме, па Владо, па Бане, не Бане, ова е на Банета брат Борче, па Бане Боксер, ова не го знам исто, Мирко и Джина Овчар, тако ги се надимак, тако ги знам ја. Кој пиво се пило во тоа време? Само Скопско. И овој, не. Јагодинско. Скопско и Јагодинско. Така. С мустак Јагодинско. Убаво било така, да. Тука е- 1965 година, 60. месец март. Да. Тука е фотографија пратена на мајка ми, мојата баба на мајка ми мајка. Тука е сестра и, зети на мајка ми, односно мој течо, тетка моја, уина и братоседи мои. Каде е ово сликано? Ова е у Драма. Јас сам роден у град Драма, Добро. Егејска Македонија. Ова е, тука сум сликан со Намирка, Намичета Наковска жена, каснија жена, девојка му е била. Олгиса се вика. Тој е кад си е Мирко, Живко, у Шамница работеше, техничко завршено. Овде е сестра му Олгица, она не е више меѓу нас. И ова е многу добар другар ми беше. Сега не е меѓу нас, меѓу живите. Младен. Да, прекрасна генерација. О, генерација, па тук имаше другарство, дружесмо се. Више нема тој што го ми има смо, више го нема тој. Тоа е големо другарство било, така? Како не бе, па више Почит. него брата го почитуваш. Така. Одиме понатаму. Исто тука у Кристале, Еве овдека еве, тука на една мезе. мезе со сирење. Мирко ме гледа, ја кој позирам да се сликамо. А овој позади вас кој е, господин? Овој, поза Да. мене е Јанко, фудбалер, за Металца бранеше голман, он у Скопје живи. Јанко Тупан му е нагласак. Ово е на Чавдара син во позади. Бато се викаше, Бато. Еве ga Мирко туја, Кација, еве ga исто Ваце, Владо, Франц. Они се барчованџије. Така. Тоа е мојата мајка рогена за време на Прочка. Облечена е како кралица. Баш како Девојка е била. кралица. Многу убава девојка е била. Остам, Убава фотографија. да, една најдрага фотографија е таа. Тоа е пасам с брата ми. Сега да ги и овие фотографии. Тука е мајка му сред центар од паркот. Во паркот е центар, у Драма. Сега измена се тука направено, хотел има направено, али све овој си стои се. Цел парк си стои, само што има додаток на зграде, на хотели. Многу во. Тоа е река, покрај њума тече, покрај паркот тече река Свети Варвара. Свети Варвара, по мајка ми, што ми кажуваше, некоја девојка е санувала дека ќе да ископа злато и на куде ќе најде златото и црква да направи. И она преко тој што ga санјала, тој ги применила. Кад копнала, искочило само злато и вода. И ден денеска има црква на неја, а по црквата е реката изворот. Стара, сигурно има 6 до 7 метра широко корито. Ова сте вие во Ова во Соколана, тука, лево е тука мој тренер, ми велеше, još malo se nagni. да вежбате. Да вежба, да. Што може да кажете за Соколана? Соколана ти е место Незаборавно. незаборавно. Tu je svi, pa tu i košarka se igraše, košarka pa najviše. Košarka i boks najviše igra, se sportuješe tu je. Boks, mi smo bokserali, ja sam bokserali pred 14. oktobra u Kruš, ovdeka. Opušteni meč, boksirali smo radi Riza u Gazepu, pošto Gazepo bi se otišao u 14. oktobra, Kruševac. И дојде учест на него боксирамо и беше наместен меч да боксирамо
нерешено. Пошто и он пулен и ја пулен, разбираш? И с тренерка, ниноga тренера Ангелковиќ се викаше, и Ризо Газепов, договоримо се да боксира, ама пошто он малко нефер искочи, па ми мене опнаедно у чело, разбираш, здраво песницу, и кад ме задрама, ја во другу рунду те пага клаша нокаут. Викам, нема више пријателство. Така. Зашто у рака нема трезија. Тука у Кристал пејам професионално. Тоа е на Перу Ланка жена Ленче на Милета Пуштара или на Баца. Ленче, да. Ленче, на Баца сестра. На За Перу не Ланка вела дека жена. била и мис. Мис беше она едно време. Овој, ете, јас сам с микрофон. Микрофон немаше безжичен, со жичен, али 15 метри имаше по цело салу и стои железо со сталажу. Така. Тука исто пеемо Кристал на Бина. Која С- песма? Па према Према нарачка. Како сега вие што нарачите, погледнете тука и ова. Да, мислам, кои песми Имаш. најповеќе пеела во Кристал? Па имаше еден бакнеш, каже зошто ме остави. Девојка Девојка мала. мала, е така. Па ако сакате ви запеем и сега, знам девојката мала, девојко мала. Ајде, девојка мала. Девојко мала, песмо мога града, што си ми дала, срца пуно сна. Ох, што се сетих, кишу да ти купи, и облак мали, под коим тебе сни. Немој да будиш, очи моје снене, кад киша пада, јас сам облак сам. Девојко мала, песмо мога града, твоју бисенку, опет да љубим ја. Ова е песма на легендарниот Ѓорѓе Мајановиќ, така. Ова песма на Ѓуза Стоилковиќ. Властимир Ѓуза Властимир Стојковиќ. Ѓуза Стоилковиќ. Глумецот. Глумецот и пејач, мислам и композитор. Така. Ова тука сме јас, горе, брат ми, мајка ми и сестра ми. Јас и брат ми сме живи. Сестра ми, мајка ми Хрисула Злата, тука е прекрстија, пошто Хрисија по грчки злато у превод. Злата е нарекоа, а Катерина сега пред 6 месеца се помина. Жал ми е за неја, највише. Ова тука сме јас и моите другари на кисел воду у кафану на чардак, на терасу. Играте карти. Игре карти, фитиль играм. Фитиль, табланет. Табланет, фитиль, ромес играше. И така. Добро. Овој се фотографии. Ова е интересна фотографија. Таа у Љубљана, тука е лево написателот Иван Санкар Домот. Така. Тука пеевме, отваравме Мешовит фестивал за млади и стари. Јас има предност, пошто бев од Македонија, да го отварам тој фестивал. Имаш од Словенија, од Хрватска, од Србија, од Бугарија, од Полска имаше. И Која година ова? Ова негде претhodно 6-7 години. Добро. Да нас не даде Европска унија средства да ми отидемо таму као први у Македонија. Еве го овде Симен Бојаджиевски. Како пее. Тоа е у пензиони дом за немоćни лица доле Сафир Зајтов, како се вика. Зафир Сајтов. Зафир Зајтов. Отидовме малку да ги расположиме. И тие што ме познава избега почна да плачат. Што работе со мене. Да. Само постари од мене. Исто така убава фотографија. Ова е фотографија у Работнички универзитет, давамо концерт со цело друштво. Иначе Целиот живот јас се со целиот песма. живот батам со песма. така. И ова фотографија. Ова е Маркушинци, едно село у Доѓаково. Тука у школото, одма карши мене, пред мене е бината. Тамо немаше место, па седна луѓе од страна тука. Уживо пеевме, немаше микрофон, немаше озвучење. За мене не ми треба ни микрофон, ни ништо. Да, вие имате добар глас.
Ово е во некој весело Ова друштво. е исто после тамо у тој друштво, уж самото училиште, тој е Виолета Деур, доле седи, иначе директор на доле... Жал сега покојна. Да, покојна е, штета што е млада отиде си она. И на ручек, на банкет, по пред идење од Маркушици. Тамо спие сме, у Ѓаково беме у Славонија. Да. Ово е ујко ми јас, ујна ми, на тетка ми, братовчет тетка ми син и внук на ујко ми. Два внука. Тука сме у Драма, у куќата на мајка ми кај е раснала. Иначе она е родена у Лариса, доведена на 6 месеца бебе. И тука е заведена која да е родена. Тоа е ратно време. Така. 11 година е родена она. Овде исто во паркот со мојата снаш, како машко е, панталони носи и така се понаша со нејното дете, на братушта ми жена. Хари се вика. Тука е на една узвишице со брат ми. Таа е моја жена што пред малку што ја гледаме снимката. Так. Со детето. Тук сме сликани, таа не сликаше. И бидејќи е зимски период, да завршиме со зимска фотографија. Тоа е мојата внука што денеска свири на 5 инструмента. Тука има на снимана е на со мандолина, а иначе матричен инструмент е клавир, кој е 8-9 години идеш во нижна музичка школа, овде во Куманово, свири на бузуки, свири на електрична гитара, свири на тамбура, на клавир, свири на флейта, има флейта и свири тие од тебе тие поише фрулици што има. Так. 5 инструмента свири. Значи овде Тоа е постапките дарба на дедо. Да, све на дедо. И само за илустрација да ви кажам нешто, расправља се ќерка и мајка. Вика ќерка, мајката вика бабата, односно. Мери има, а Мери се вика ќерка ми. Вика, овај Теодора све на мене се мана. А овај решава математику, а слуша тамо што збори мајка и ќерка. Мама, не се за нас се вика све на мене. Слушај ви кажу, обраќа се Теодора, мојата внука. Вика, ја нисам ни на тебе бабо, ни на тебе мамо, јас сум све на дедо. Браво. И ово ви е драго интервју во наш вестник 26 март 2003 година. Вели нежен глас и на Колтерска тупаница. Еве. Симеон Бојаджиевски. Тој сум јас, пред вас. Едно од подрагите интервјуа, така? Да. Со Ванчо Михајловски. Господине Бојаджиевски, 65 минути разговараме. Еве, рековте имате 76 години. Колку вие го сакате вашиот град Куманово? Што ви даде тој? Па, вие да ви кажам, куде да отиду, бил сум у поише држави. Увек ми е влекло се врат од деко Куманово. Зошто? Зошто сум израснат тука, јас сум тука у Куманово од 47 на почеток 48 година. Тука ми е целото детство потрошено. Тука сум имал другари, тука сум школу завршил, тука сум учил осмолетка. Се е тука. Тука сум работел, од тука излезов во пензија. И така. Ово ми е како родно место. Пази, да не забравимо дека кога отидам доле у Драма, мене солзите ми течат. Солзите ми течат од голема патриотизам за родното место. Jer камен тежи на своје место. Така. Тоа е. И за крајот може да завршиме со една песма, нека биде Танго Аморе. Tango d'amore, tango d'alive, tango d'amor, il tango degli innamorati, tango d'amore, tutta la notte, boca e baciar core core, soñar questo tango d'amor. Sui muri scuri vedi-o prebaciare, senti poi mormorare questo tango d'amor.
Пам, бам, 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 пам, бам. Ви благодарам од срце. Фала. Господине Боџински, се видиме во некоја друга прилика. Поведете го сакате. Имате успешен и долг живот и се гледаме. Благодарам. Почитувани гледачи, толку за денеска. Се гледаме во некоја друга прилика со нови гости.